Значи, задоволна сум од одговорите, само неколку напомени. Кога мнозина од нас рекоа дека не ги добиле досега, меѓу кои и јас, забелешките што ги имате на предлозите на законите на владата, предпоставувам тоа е во нацрт фаза кога ги праќаат и до Венецијанска комисија, само сакав да кажам дека вие треба, значи, кога ќе биде во фаза нацрт законот, вие треба вашите забелешки да ни ги пратите нам или пак во деловник да напишеме дека председателот ќе ги достави до председателката на комисијата, нема друго решение, за политички систем и до можеби комисијата, законодавно-правната комисија. Зошто? За да може ние да реагираме во фазата кога има логика, оти постфестум реакциите се попусти. Тогаш ќе може ние, значи, доколку еве владата не постапува по вашите забелешки, ама по нашите преточени во амандмани и така натамо, ќе мора. Тоа е прво. Второ, очигледно дека мора да направиме и некакви измени на законот за судски совет. Зошто? Бидејќи за избор на членови на судски совет има критериуми. Она што е моја дилема е, може ли некој кој во животот не облекол тога? Суд, кога оценувате некого, треба да сте подолго, ама и по стручност, чекор напред. Менторот го оценува кандидатот, Телемаха, така, треба да знае повеќе од него. Значи, тоа ми е мене. Зошто Венецијанска комисија понекогаш не вели? Да, може би треба хетерогеноста да дојде до израз, ама строги критериуми, особено кај телата кои што оценуваат, поставуваат судии. Како може стручен соработник да персонифицира врв во професијата? Значи, треба да постои таков критериум. Толку и толку години на тој и тоа судска функција, апелационен ли е, основен суд и така натамо. Така, значи, ќе има логика ова денеска што ви го поставија како прашање. Што се однесува до... само да видам... реков јас веќе дека треба и до други органи, можеби, и од нив може да добиете корисни сугестии, и тогаш ние ќе можеме заеднички овде да настапиме. Објаснувањето што ми го дадовте за поништувањето на конкурсот ми е целосно јасно, значи, вие сте постапувале, не сте сакале да оставите ни малку простор за интерпретација дека може тоа да доведе до некои проблеми. И уште што сакав, ова го кажав за да доста е, ама околу етиката, околу владата и етичкиот кодекс. Прво, само евалуацијата не е евалуација. Никогаш. Меѓутоа, јас го разбирам објаснувањето што ни го повторивте или се обидувам да го разберам на министерот. Меѓутоа, од него слушавме ние јавно како тој дава оценки дали имало или немало кршење на кодексот. И затоа е мојата констатација дека не може еден меѓу министрите да биде совршен, да се абстрахира од политиката и да оценува како да е непогрешлив. Не, тоа никаде не е. Се знае дека некој друг или некој што не е политички ориентиран, секаде е така, кога се постапува по оценката на кодексите. Значи, тоа ми е коментарот, ми беше само да видам последното, управен суд. Нема труд што сум го прочитала во која не се проблематизира во праксата, работата на нашиот управен суд, дури и на поставеноста. Лесно е да увезете од Франција или од Австрија модел, ама тешко ко функционира, дури и на двостепеноста има, дека тоа не е добро решение, меѓутоа она што денеска го кажавте, на сите правници ни е јасно дека вие сте биле во право. Суд да рече дека тоа не е така е погубно, не само по правната професија, туку по... Да. Тоа е, значи, спорно и ние час поскоро треба да
подразмислиме што е тоа. И уште еден комплимент што ми се допадна, во извештајот имате наведено имиња и презимиња на некои носители на функции, градоначалници и така натаму. Тоа е вообичаено за ваквите тела, да се препознаат, зашто предпоставувам дека ако имате свест за противправност и за етика, ќе помислите дали следниот пат така ќе постапите. Затоа вашите извештаи на Народниот правобранител се важни. И за свеста за противправност. Благодарам.